Неделален дневник на К1. Добро вечер, јас сум Мања Василева, а ова се настаните на денот. Гледајте дневник. Заменети ќе бидат постоечките 1410 натриумови светилки со нови лед штедливи светилки во општина Неготино. Новите врнежи од дожд ќе ублажат лошата состојба со есенските посеви. Во рок од 24 часа отруени 5 кучиња во Велес. Од Сдруженијето Гласот на животните реагираат на оваа појава. Деновиве се одржаа средби помеѓу представници на општина Неготино и на општините Алмопија и Пела, на кои беа дефинирани активностите кои ќе следуваат во наредниот период. Станува збор за проект за енергетска ефикасност на целата територија на Неготино, а со средства од ИПА програмата на Европската унија. Замена на постоечките 1410 натриумови светилки со нови лед штедливи светилки е уште еден проект кој општина Неготино ќе го реализира во рамките на активностите за енергетска ефикасност на целата територија на Неготинската општина. Станува збор за проект кој што ќе се спроведува во соработка со општините партнери Алмопија и Пела, а со средства од ИПА програмата на Европската унија. За таа цел деновиве се одржаа средби помеѓу представниците на општина Неготино и на општините Алмопија и Пела, на кои беа дефинирани активностите кои ќе следуваат во наредниот период. Уличното осветлување, комплетна замена на натриумовите ламби со лед диоди, односно со штедливи сијалици. И сметам дека со тоа многу ќе подобриме продуктивноста и ќе ги намалиме трошковите во општина Неготино за улично осветлување, со тоа што и просториите на општина Неготино ќе бидат енергетски заштитени со замена на прозорци и дел од просториите ќе бидат енергетски поефикасни. Во рамките на овој проект во делот на енергетската ефикасност ќе се извршат интервенции во општинската зграда и интервенции во зградата на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Неготино, преку инсталација на санитарна топла вода во спортската сала и лабораторијата по хемија, поставување на 5 панели сончеви колектори, 3 цевководи и замена на 95 прозорци во гимназијата. Новите врнежи од дожд ќе ублажат лошата состојба со есенските посеви. Недостигот на влага во почвата кај пченицата и кај јачменот однесе дел од родот. За поголемите комбинати проценките се подобри, но на површините кај индивидуалните земјоделци штетите се веќе видливи. Новите врнежи за време на викендот и на почетокот на неделава може да ја подобрат состојбата кај јачменот кој се наоѓа во фаза на создавање на зрното, кога потребите од вода се многу големи. Поради сушата ни последниот влажен бран драстично не ја промени состојбата со житните култури кои се наоѓаат во најнезавидна положба. Недостигот на вода ќе резултира со помали приноси заради неразвиените ниски стебла, проблеми за механизација при собирањето на посевот. Недостатокот на влага во почвата се забележува и на самите растенија. Врнежите од 10 литри на квадратен метар не го решија проблемот, туку само локално го блажија. Исклучок е Кумановскиот регион, каде наврнаа повеќе од 20 литри. Во овој регион, според управата за хидрометеоролошки работи, на 16 мај имаше пороен дожд со град во размери на природна непогода, пошто Министерството за земјоделство се очекува да ги повика земјоделците да доставуваат барања за обештетување. Делегација составена од ученици и наставници од училишниот центар Станислав Сташица од градот Новогард, Република Полска, беа во посета на општина Велес. Градоначалникот Славчо Чадиев како домаќин им посака пријатен престој во Велес и Македонија. Воедно ја напомена важноста на овој проект и цврстата поврзаност со цел на тоа дека општина Велес воедно е збратимен град на полски Новогард. Делегација од ученици и наставници од училишниот центар Станислав Сташица од Новогард, Република Полска, денеска остварија средба и со градоначалникот Славчо Чадиев. Соработката помеѓу Средното стручно училиште Коле Неделковски, која трае цели 8 години, вклучува посета на учениците од Полска во Велес и обратно.
освен помеѓу училиштата. Оваа соработка се прошири и помеѓу општина Велес и полскиот град Новогард. Според Чадиев, ова е можност да се продлабочи соработката и во други области. Ова е една од најинтензивните соработки што постои меѓународни на Велес со збратимен град, тој е градот Новоград од областа Голено во Република Полска. Искуствата говорат дека најдобрите ученици од едното училиште, од другото училиште секоја година се сретнуваат, меѓутоа се сретнуваат и професорите од истите училишта кои што разменуваат своето мислење и погледите за развивање на едукативниот процес од нивните бранши кои што обстојуваат таму работно, така да овој проект ќе продолжи понатаму. Една од главните цели на оваа соработка е унапредување на наставниот процес и примена на добрите образовни практики, вели Боро Ристовски, директор на училиштето Коле Неделковски. Го следат нивниот наставен процес, начините на работа, опременоста на кабинетите, се враќаат со свежи идеи. Исто така и професорите од Република Полска кај нас може да се гледаат одредени работи. И најчесто донесуваме некои заеднички заклучоци, значи секое вакво дружење ни е практично и работна средба, каде што работите кои што, да речем, ги има кај нас, они ги согледуваат, ги нема кај нив, ги прифаќаат и обратно. Значи, правиме некоја заедничка стратегија, заедничка цел. Она што посебно радува, вели Ристовски, е податокот што учениците, она што таму ќе го научат, несебично и на посебен начин го пренесуваат и практикуваат со своите соученици. Она што ние сме го очекувале дека нешто ќе се пренесе, многу на поголем број деца и поубаво е пренесено од самите деца понатаму. Затоа што, како да кажам, тие си имаат свој јазик и начин на пренесување, своје гледиште на работите. Дали е добро или не, веројатноста дека е добро е голема, затоа што сите ученици се борат да бидат најдобри за да отидат во Република Полска. Значи, тоа ни е на некој начин едно од мерилата. Има многу, тоа е едно од мерилата. Истовременно, додека учениците и професорите од Новогард Полска се во посета на Велес, нашите ученици и професори од Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски се во посета на Полска. Територијалната противпожарна единица на Велес денеска со две показни вежби во кругот на пожарната свечено го одбележа денот на пожарникарите. Според Љупчо Лепидовски, командир на територијалната противпожарна единица, едукацијата и превенцијата за заштита од пожари се нивна првенствена заложба. Информираше дека во изминатите неколку години посебно работеле на едукација на учениците, вработените во училиштата, болниците, како и станарите во висококатниците. Со показна вежба гаснење пожар на отворено и спасување живот во случај на сообраќајна несреќа, пожарникарите од територијалната противпожарна единица Велес го одбележаа денот на македонските пожарникари. Изразувајќи задоволство и благодарност до вработените од досега постигнатите успеси, командирот Лепидовски изминатата година ја оцени како успешна, потенцирајќи ја плодната соработка со граѓаните со кои се работеше на подигање на свеста на заштитата од пожари во стамбените објекти. Лепидовски вели дека едукацијата ќе продолжи и понатаму. Едукацијата и превенцијата дава големи резултати да се зближиме со граѓаните, односно да им ги насочиме опасностите каде што можат и сами да интервенираат до одреден дел, но за тоа да не заборават нас да не повикаат и сето тоа ќе го направиме заеднички за да гасиме. Тоа беше со сите школи, со фирмите што се отворени, со странските инвестиции каде што технологијата е поразвиена и значи ситуацијата наша беше да отидеме да изгасиме, не да уништиме со водата тоа што пошто новите производствени технологии се многу понапредни и се е компјутерски, значи може да има оштетување. Понатака продолжуваме исто, значи најбитни ни се децата со посебни потребни, пензионерските домови, школите, болниците, значи како да се справат, значи и пациентите и вработените. Поддршка за пожарникарите и од локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев изрази надеж дека пожарникарите и во иднина максимално професионално и пожртвувано ќе се грижат за граѓаните. Соработката и поддршката продолжува и во иднина, потенцира Чадиев, но со зголемен интензитет. Општина Велес реши да сама да прими луѓе, односно нови вработени, затоа примивме 4 нови вработени.
Нашиот план е да во наредниот период примиме уште 7 вработени, за да може оваа единица со полн капацитет да работи и да ги одговори на потребите на граѓаните. Но ние ќе понудиме нов 4-годишен план за развивање на противпожарната единица. Тоа значи екипирање со луѓе, тоа значи екипирање со опрема, тоа значи подготвеност за одговор на предизвиците што се наметнуваа со новото урбано градење по високи згради и опрема за нејзино действување. Меѓутоа, најважно ќе биде превенцијата. Територијалната противпожарна единица Велес по повод 20 мај, денот на пожарникарите, им додели благодарници на институциите со кои имаат плодна соработка. На пожарникарите кои заминуваат во пензија, колегите им заблагодарија за пожртвуваноста, а благодарница за досегашната успешна соработка доби и К1 телевизија. Масовното труење на бездомни животни во Велес продолжува. За само 24 часа 5 кучиња се жртви на силниот отров ланате. Активисти од Сдруженијето за заштита на животни, гласот на животните, реагираат на ова неконтролирано расфрлување на отрови кои представуваат огромна опасност како за животните, така и за децата. Алармантна е појавата на труење на бездомните кучиња во Велес. Во изминатото деноноќие беа отруени 5 кучиња. Од Сдруженијето Гласот на животните реагираат на оваа појава. Оттаму велат дека на повеќе локации е регистрирано труење на бездомни животни, но и напуштени домашни миленици. Од Сдруженијето пријавили и до надлежните, а најмногу реагираат поради тоа што масовните труења се случуваат во близина на училишта и паркови каде има движење на деца. Не сакаме да мислиме на најлошото, меѓутоа може да биде следна жртва да биде дете, што потоа, кој ќе испадне потоа на терен и дали тогаш ќе кренат на телефони ветеринарната и дали инспекторот тогаш ќе излезе на терен за да се покрене некоја иницијатива и да се реши овој проблем еднаш за секогаш кој го прави ова труење. За труењата сведочат и велишани. Тие велат дека треба да се прекине со оваа практика и да се најдат и казнат сторителите, бидејќи отровот освен што е опасен за животните, може да убие и дете. Јас сум през града и кучето моментално немаше ни 5 минути, почина, умре. Значи има труење, тука у школаше. Толку е. Не знам што. Стравувате ли за вашата безбедност, за безбедноста на децата? Стравуваме, ја имам куче. Не е убаво тоа. Тоа не е убаво. Тоа никако. Исто ко на човекот, така и стоката. Сите сме душа досиме. Па сигурно стравуваме ови. Деца ќе фаре со раците ќе се отрови. Тоа да се санира не вака, не на овој начин. Треба да се згрижат ли што нешто да се направат. А на овој начин не е убаво. А отровот е опасен, зависи што отров ќе. Има нервен отров. Тоа е лошо за децата. И за кучињата е лошо. Став за овој проблем побаравме и од локалната самоуправа од Велес. Градоначалникот Славчо Чадиев рече дека е запознаен со овој проблем, нагласувајќи дека општината, запазувајќи ги своите законски овластувања, се обидува да изнеде решение. Ќе стапиме во контакт со полицијата да се покрене на истрага кој тоа го работи и зошто го работи. Ние го знаеме проблемот со бездомните кучиња, кој е проблем не само на Македонија, туку е еден вид и балкански проблем. На новиот повик, на новиот тендер, никој не се јави да, иако општина Велес спрема солидни средства, околу 16.000 евра годишно дава за згрижување на бездомните кучиња, не се јави ниту една институција, ниту ние на невладина организација да се озве на повикот, на тендерската постапка. Ние повторно ќе објавиме кога ќе можеме да објавиме. Од Сдруженијето Гласот на животните се сомневаат дека вчерашното труење на кучињата било извршено со отровот ланате. Станува збор за брз отров кој за кратко време по конзумација ја нарушува функцијата на централниот нервен систем, односно мозок, пошто за кратко време настапува смрт. Денеска во Основното општинско училиште Васил Главинов содржа едукативна работилница на тема Извор на креативноста. Децата преку оваа работилница се едуцираа за важноста на здравиот начин на живот и здравите навики. Здравите навики и креативноста споени во едно. Едукативна работилница на тема Извор на креативноста се одржа во Основното општинско училиште Васил Главинов. Како што истакна и директорката, на овој начин учениците ја изразуваат креативноста, но и учат за здравиот начин на живот. Овој проект опфатени се учениците од 4-то деление
и на овој начин доаѓа нивната креативност, значи што може се да направат и навиките еве преку овие, да речем, едукации, да имаат навика за пиење на вода, значи да ја користат водата како нешто најздраво во нашиот организам и отприлика да знаат дека стварно денес водата, значи не само кога ни се пие и кога не ни се пие, треба да ја употребуваат. Дека децата знаат за здравите животни навики, покажува одговорот кој го дадува на прашањето зошто треба да пиеме вода и колку. Треба да пиеме вода за да бидеме здрави, треба да пиеме од 6 до 8 чаши вода во ден. Треба да пиеме вода за да бидеме здрави и треба да пиеме околу 2 литри дневно. Вода треба да пиеме за да пиеме здрави и треба да конзумираме над 2,5 литри вода. Како дел од наставниот процес, Основното училиште Васил Главинов редовно одржува настани и работилници на која главна тема е здравиот начин на живот и здравите навики. Со овој проект се опфатени учениците од 4-то одделение. Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во март 2017 година изнесувала 22.445 денари и е за 1,8% повисока во однос на март лани, соопшти денеска Државниот завод за статистика. Продолжуваме со информациите од Македонија. Специјалното јавно обвинителство денеска објави 3 нови истраги под името Талир, Трајекторија и Тривник. Специјалната јавна обвинителка Катица Јанева денеска на пресконференција соопшти дека станува збор за финансиски истраги и оти 2 се за незаконитости во постапка на градење. Јанева побара од новото парламентарно мнозинство да се укине членот 22 од Законот за специјалното јавно обвинителство, со што би се продолжила работата на ова обвинителство. Рече дека 55% од преслушкуваните разговори кои ги поседуваат сега не се разгледуваат и оти работат на случаи отворени врз основа на повеќе обработените податоци. Со орден Витез на националниот ред за заслуги, францускиот амбасадор во Македонија Кристијан Тимоние во име на председателот на Република Франција ја одликува директорката на Македонската академија за суди и јавни обвинители Анета Арнаудовска. Во соопштението се наведува дека како директор на Академијата за суди и јавни обвинители Арнаудовска постојано се залагала во последните 10 години за развој на соработката помеѓу Франција и Македонија во областа на обуката на судиите и јавните обвинители, како клучна за зајакнување на владењето на правото преку примена на европски стандарди од доменот на кривичното, граѓанското и индивидуалните слободи. Со својата компетентност и непристрасност Арнаудовска, подржувајќи обуката на судиите и јавните обвинители преку постојана соработка со Националната школа за суди и јавни обвинители на Бордо, даде свој придонес за развој на односите со Франција, како и за иднината на европската интеграција на земјата, се наведува во соопштението. Орденот за национални заслуги на Франција е воспоставен во 1963 година од страна на генералот де Гол, е едно од најпрестижните француски одликувања. Со него се наградуваат воени или цивилни лица, французи или странци кои имаат особени заслуги за Република Франција. Одликувањето се доделува со указ на председателот на државата. Русија и Турција потпишаа декларација за взаемно отстранување на ограничувањата во трговијата. Потписници на документот се вице-премиерите на Русија и Турција Аркадий Двурковиќ и Мехмет Шимшек. Во продолжение станатите информации од светот. Пред нас стои ретка можност да донесеме безбедност, стабилност и мир на Блискиот Исток, но тоа е можно само единствено ако работиме заедно. Нема друг начин, истакна американскиот председател Доналд Трамп при посетата на Израел. Меѓу другото, тој додаде дека Израел, исто како САД, се стреми кон постигнување на мир и подава рака кон сите своји соседи, вклучително и кон палестинците. Председателот е подготвен лично да се ангажира во напорите за постигнување на блискоисточен мир, изјави претходно американскиот државен секретар Рекс Тилерсон, додавајќи дека е можна трилатерална средба меѓу американскиот, израелскиот и палестинскиот лидер, но не при оваа посета, туку нешто подоцна.
Откажување од нуклеарната енергија и нејзина замена со користење други енергетски извори е референдумското прашање на кое гласаат швајцарците. Повеќе од 58% од швајцарците одобруваат свртување на оваа алпска држава кон зелената енергија. Во Швајцарија има 5 нуклеарни електрични централи од постар датум, кои сега обезбедуваат 1/3 од енергетските потреби на земјата. За сега нема определен рок за тоа кога ќе се започне со исклучувањето и затворањето на постоечките нуклеарки, освен најавената определба на владата во иднина да се почне со вртењето кон другите извори како што се сончевата енергија, ветрот и хидроцентралите. Противниците на ваквиот владен план тврдат дека станува збор за скап проект и дека затворањето на нуклеарките ќе чини многу пари. Еколозите, како и партијата на Зелените, го поздравуваат определувањето на гласачите на референдумот во неделата. Швајцарската влада првпат се изјасни за постепено гаснење на нуклеарните централи уште во 2011 година, по хаваријата со јапонската нуклеарка во Фукушима, која беше оштетена од земјотресот и цунамито што го предизвика потресот. Тројца алпинисти загинаа во непосредна близина на врвот Еверест, додека еден се води за исчезнат, пренесе ТАСС. Американски алпинист загинал во близина на Еверест, а индиски алпинист исчезнал на пат од врвот надолу по успешното освојување на врвот, изјави организаторите на нивните експедиции. Во текот на последните 2 дена во реонот на Еверест загинале уште 2 алпинисти од Словачка и Австралија, соопштија непалските власти и локалните медиуми. Од почетокот на актуелната пролетна сезона на искачување на Еверест, почната во текот на март и која ќе трае до крајот на мај, досега загинаа 5 алпинисти, додека еден е исчезнат. Пред да ги завршиме вестите, ви ги пренесуваме и метеоинформациите. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Минималната температура се движеше од 6 до 13, а максималната од 19 до 27 степени. Во наредните денови подрачјето на Македонија ќе биде под влијание на влажни воздушни бранови, што ќе предизвика времето да биде променливо, облачно и нестабилно, со повремени врнежи од дожд на места проследени со грмежи. Повеќе грмежи ќе има од утре па се до четврток. Тука е крајот на овој информативен блок. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно!